Во ова издание на Newsflash ке гледате дали виртуелната дипломатија која ја донесе пандемијата отвори нови можности или пак загриженост. Централ Бенкинг ја издвои Анита Ангеловска-Бежовска меѓу трите гувернерки од светот, кои што успешно се справуваат со актуелната криза. Полека изумира за најчиството. Чичко Миле од Крушево е последниот во градот. Младите незаинтересирани да ја продолжат традицијата. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Иванчо Наумовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Откако пандемијата го направи небезбедно патувањето, светските лидери почнаа со онлайн дипломатија, што отвори нови можности за ангажирање, но и загриженост за тоа колку ваквиот начин е фер и транспарентен. Дипломатијата и во најдобри времиња е полна со нервоз и анксиозност. Во најлоши времиња, како среде пандемија, кога лидерите не можат да се сретнат лице в лице, уште повеќе. Досега милиони луѓе во светот искусиле што носи една виртуелна средба, но на средби од глобална важност, ова покренува некои сериозни прашања. Претходно, да речеме во 2019 година, големите самити носеа граѓански групи, демонстранти и место за собирање на помали играчи. Сега, кога се е онлайн, повеќе луѓе може да гледаат, но како што вели Мандеп Тивана од Алијансата на глобално граѓанско општество, помалку луѓе можат вистински да учествуваат и да уживаат во нивната средба на собирање и изразување. Онлайн тие права би требало да се подеднакво достапни како офлайн. Тоа е критично. Второ, ние сакаме средби на меѓувладени институции и мултилатерални тела да бидат достапни за широките маси. Но најважно е интернетот да се признае како многу важно човеково право. Но виртуелната дипломатија не оди никаде во скоро време, вели поранешен американски дипломат Брус Спектор, кој сега е новинар и живее во Јужна Африка со децении. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен беше целосно на виртуелно патување во Африка минатата недела. Тони Блинкен покажа исто ниво на способност и топлина преку камера што сигурно добро ќе котира ке председателот. Претпоставувам така ќе биде во светот некое време. Ќе има помалку меѓународни посети и многу повеќе меѓународни консултации преку електрониката. Но Спектор вели дека не треба да се свати дека ова е полесно. Без оглед на медиумот, клучно за дипломатијата е една работа – подготовката. Овие ангажмани се исто толку вежбани како и порано, зашто така мора да биде. Виртуелната дипломатија, како се друго, е добра колку што е добра претходната работа. Ако е непланирана дискусија во која десетини повеќе луѓе учествуваат, резултатот е многу блиску до хаос. Барем додека не заврши пандемијата, ако не и потоа, виртуелната дипломатија е свет во кој живееме. Нефункционалните кредити се сведоа на историско најниско ниво, додека депозитите продолжија да растат. Ова се дел од заслугите за кои што Централ Бенкинг ја издвои меѓу трите гувернерки во светот, кои што успешно се справуваат со актуелната криза. Анита Ангеловска-Бежовска вели дека ова е предизвик, но и лично признание. Со неа разговараше Јане Бојаджиевски. Огромно задоволство за мене и за моите колеги, бидејќи Народната банка не е еден човек, Народната банка е институција и ние сите заедно успеавме успешно изминатата година да се справиме со невидени предизвици со кои што се справуваат речиси сите централни банки во светот. Во таква тешка и кризна ситуација ние успеавме да ја одржиме стабилноста на курсот, да ја одржиме ценовната стабилност и сето тоа да гарантира вкупна макроекономска стабилност. Водечкиот глобален информативен систем за централно банкарство и финансии, Централ Бенкинг, од 17 гувернерки во светот издвои 3, кои и покрај големите предизвици со кои што се соочуваат, успешно се справуваат со кризата, преку одржување на ценовната стабилност, стабилноста на курсот на домашната валута и финансиската стабилност. Една од нив е гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска. Ние, исто како и останатите централни банки, преземавме голем број на монетарни мерки. Прво продолживме со релаксирана монетарна политика, што е јасно видливо преку натамошно намалување на основната каматна стапка на Централната банка, истата ја сведовме на историски најниско ниво. Понатаму врискавме и дополнителна ликвидност во системот и покрај тоа што нашиот банкарски систем традиционално се одликува со високо ниво на ликвидност. Дополнително на сето ова, направивме измена и во регулативата,
со цел да ги стимулираме банките привремено да ги одложат обврските за плаќање на кредити од страна на компаниите и граѓаните. Неодамна беше одбележена 29 годишнината од монетарното осамостојување на Македонија. Денарот представува еден од клучните столови на стабилноста на македонската економија и натаму, зарем не? Да, дефинитивно не треба да има дилема. Нашето искуство покажува дека стабилноста на денарот е клучното сидро на целокупната стабилност во нашата економија, дека оваа монетарна стратегија е најсоодветна за нашата економија, значи едноставно кажано нема посоодветна монетарна стратегија. Ако нема посоодветна монетарна стратегија, неопходно ни е соодветно ниво на девизни резерви да продолжиме да ги градиме, за да можеме и понатаму да ја одржуваме оваа клучна макроекономска стабилност. За оваа година е проектиран раст од 3,9% на македонската економија и закрепнувањето ќе се одвива постепено. Ќе биде потребно време Македонија да се врати на патеката пред кризното време, а тоа би се случило дури во 2022, рече Ангеловска Безовска. Гувернерке, ви благодарам за разговор. И благодарам на поканата, ми беше задоволство. Некогаш полна со работилници Крушевската чаршија денес се речиси празна. Сепак 85 годишниот Бочвар Миле, иако последен во градот, се уште го работи за наетот кој се пренесувал од колено на колено. Тоше Огњанов има повеќе. Звукот на чеканот врз знаковалната со генерации одекнува во малата бочварска работилница во Крушево. Во неа до ден денес неуморно работи 85 годишниот Миле Талески. Бочвар кој 7 децении го држува во живот за наетот, што го почнал неговиот прадедо. Четврто поколение. Предедо работел, татко работел, брат работел и јас работам четврто поколение. Од некогаш богатата чаршиска улица во Крушево, бочварската работилница стои последна и му пркоси на модерното време. Занатите се во изумирање. Во оваа улица од Скаливе до продавница нагоре 60 дуќани имаше. Сега саде јас останав. Некои од алатите во неговиот дуќан се толку стари, што кријат цела историја во себе. Тука, како што вели Бочварот, во ленденскиот период било излабено и цршовото топче. Сврделот што го правевне черешовото топче го поклони во музејот. Свесен е дека денес работите не се како порано. Токму празнењето на селата си го сторило своето. Во тоа време селата беа полни со луѓе. И работевме за селата. В село му требаше каче, ти реков за сирење, за каче за месо, каче за изварка, каче за... Секоја фамилија по 7-8 качина имаше. Али селото беше полно со луѓе. За среќа на мајсторот, се уште се наоѓа по некој купувач за дрвено буре, но намената е претежно за ракија. Сега останува туше правиме буреица мали за ракија. Оти ракијата во буреја прави многу убаво. Стариот Бочвар стравува дека неговиот занает ќе исчезне. Тагува што младите генерации не се заинтересирани да го научат. Толку ќе завршам јас и завршите и занатот. Нема послед, нема поколение, нема децата неќе да учат занат. Не верува ниту дека некој би ја сочувал таа дејност како културен белег. Не гледам некој начин да може да обстане. Тоа може сове, како да речам, задруга да има некоја па да ја прихвати. Не може тоа, завршена работа. Изгледите дека занаетот ќе обстои се мали, но сепак Бочварот Миле не се откажува. После разговорот со нас, тој со насмевка и се врати на работата. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Тоа беше се за денес. Многу повеќе може да прочитате на нашата веб страна. Ви посакуваме пријатен викенд.